Адвокат, иницијатор за реформирање на ВМРО ДПМН водено од тогашниот лидер Никола Груевски. Ако се земат неколкуте рочишта во одбрана на Орце Камчев, неколку години Михајловски одбегнуваше јавни настапи. Токму Александар Михајловски, адвокат, поранешен политички активен член на ВМРО ДПМН, гостин во ово издание на Трилинг. Господин Михајловски, зошто еден период ве немаше на политичката сцена? Се притаивте? Се плашевте од долгата рака на Никола Груевски? Не. Значи, не е точно дека сме се плашили од долгата рака на Груевски. Едноставно, реформите во партијата започнаа 2017 година, после парламентарните избори, кога веќе беше јасно дека ВМРО ДПМН нема да може да формира влада и дека ВМРО ДПМН ќе оди во опозиција, и покрај тоа што победи на тие избори, имаше повеќе пратеници. И таа една група на членови во ВМРО ДПМН, оценувајќи, анализирајќи таа ситуација во тој момент, оценивме дека треба да започнеме една иницијатива за реформа на партијата. Пред се, на почеток, и тоа беше главната цел кога почнавме, беше само демократизација на статутот, односно да се реформира статутот, на кој начин да се овозможи поширока артикулација на луѓе во партијата со цел да може да учествуваат во органите, во управувањето на партијата, така начин, значи една демократизација на статутот. Беше потребна нова енергија во ВМРО ДПМН со цел да може партијата да се реформира, да се ребрендира и да може со една квалитетна програма да настапи пред гласачите. Целта, се извинувам, кратко само, да го завршам ова со заклучок. Значи, и бидејќи целта на иницијативата беше исполнета, прво се свика вонреден конгрес, избра нов лидер кој што ја презема партијата, и во текот на 2020 година се измени и статутот на партијата, се имплементира сите позитивни пракси од европските сестрински партии, оценив дека треба да му се даде шанса на раководството да ја води партијата, да ја ребрендира, реформира. Сето тоа резултира со денеска, каде што се ВМРО ДПМН, мислам дека се наоѓа пред една историска победа. Значи, тоа што ние сме го зацртале како цели и денеска како да се реализира. Денеска имаме една ситуација каде што ВМРО ДПМН со една квалитетна програма, со квалитетни луѓе, обединета, како никогаш до сега, ќе настапи нови избори и мислам дека е пред една убедлива победа на овие избори. Дали денеска ВМРО ДПМН е предводено од Христијан Мицковски е целосно консолидирана партија и има реално сериозни коалицијски капацитети за да може да обезбеди доволно пратеници за да ја формира идната влада, ако сте убедени дека наследните парламентарни ќе бидат победници? Па мислам дека е повеќе од јасно дека ВМРО ДПМН вака обединето не настапило на избори подолг временски период. Значи, сите сили се обединети околу иста цел, а целта е јасна, да се промени оваа власт, да се симне дуи од власт и ВМРО ДПМН моментално има капацитет за историска победа. Како што ќе кажав и претходно. Секогаш пред некои избори има некои структури кои што како некоја алтернатива на актуелното раководство. Овие избори за прв пат ВМРО ДПМН настапуваат целесно обединети, сите структури се обединети со единствена цел е симнување на дуи од власт. Овие избори се историски клучни за дедуизација на Македонија. Велите, потребна е дедуизација во Македонија. Дали тоа значи дека во ниту еден случај Дуј нема да биде коалицијен партнер на ВМРО ДПМН ако победи на изборите? Ако ја би одлучил, ја не би го земал во ниту еден случај. Затоа што начинот на кој што владееше Дуј изминативе 7 години во Македонија, целосно разградување на институциите, значи деинституционализација на Македонија со цел спроведување на масовен грабеж, насушно е потреба да се смени Дуј, да се после 20 години власт, време е дојдено да заминат во опозиција и за
работи за кои што постојат докази, сомнежи, индиции да се преземи одговорност. Дали очекувате амнестија на екс-премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски доколку ВМРО ДПМН дојде на власт? Мислам дека таа тема веќе не е интересна. Никола Груевски не е премиер веќе 10 години на државата и не е во Македонија веќе 7 години. И не е лидер на ВМРО исто веќе 6-7 години. Мислам дека Никола Груевски не е тема актуелна за овие избори. Овие избори темата е криминалот и корупцијата во кој што тоне Македонија. Оваа избори е темата МНАВ инцидентот што се случи кога се наруши безбедноста на летањето во Република Македонија, неограничената неодговорност на политичарите во Македонија. Тие се темите на кои што треба да се занимаваме овие избори и како тоа да се промени на овие избори. Професор Гордана Сијановска, председателски кандидат на ВМРО ДПМН, во ова студија пред речиси 2 недели, рече дека ако биде избрана за иден шеф на државата, ќе потпише указ за амнестија на осудените од 27 април. Говорам за упадот во собранието. Како вие правно би го квалификувале упадот во законодавниот дом? Прво факт е дека судот во Страсбург донесе повеќе одлуки со кои што утврди дека осудените за 27 април биле осудени во нефер постапка, во неконтрадикторна постапка и каде што одбраната ги немало еднаквост на оружјата. Тоа е едниот момент. Вториот момент е, во Македонија во законот беше изгласан закон за амнестија за така наречените хашки случаеви, каде што беа амнестирани извршени злосторства врз цивилно население. Пазите, злосторства врз цивилно население, кои што согласно меѓународното право не смее да ниту да застари, ниту да биде предмет на амнестија таков тип на кривични дела. Тоа е поминато во собранието. И трето момент што треба сите да го имаме во предвид кога збориме за овој случај е дека политичарите многу лесно се договорија за измени на кривичниот законник кога е злоупотреба на службена должност и несовесно работење во службата и драстично ги намалија казните, го сменија описот на делото, значи нивната казненост многу брзо се договорија да ја намалат. Во таа смисла, мислам дека имајќи ги сите пред овие работи што ви кажувам, дека изгласување на закон за амнестија нивен или нивно помилување е најмалку што треба да се направи денеска. Поминати се повеќе од 7 години од тој настан, среќа што нема никакви трајни последици од тој настан и мислам дека е созреано времето или да се донесе закон за амнестија или да се помилуваат лицата. Може ли да се поистоветат лошите од она УЧК со пучистите во собранието? Не може, затоа што она и хашките случаеви се за дела злосторства против цивилно население. Тоа не може да има амнестија никаде во светот, согласно меѓународното право. Тука се работеше за зовриени емоции, влегување во собрание, кое што среќа нема никакви, да кажеме, последици, денеска нема никакви трајни последици и мислам дека може да се затвори оваа тема на начин на кој што или да се донесе закон за амнестија или да бидат помилувани. Господин Михајловски, македонското судство последниот период е можеби на најниско ниво во однос на довербата кај граѓаните. Ако во времето на ВМРО ДПМН се зборуваше и бевме сведоци, јавноста беше сведок за Сваровски судство, за нарачани судски пресуди и така натаму, како денеска би го квалификувале македонскиот правосуден систем? И кој е рецептот? Бидејќи еден период се заговараше потреба од ветинг, овој период се слуша неопходност од целосен генерален реизбор на судиите. Според последните истражувања на јавното мислење, довербата во судството во Македонија е 4%. Тоа е процент на ниво на статистичка грешка. Значи, 100% од луѓето нема доверба во судството. Тоа кажува во каква состојба е нашето судство. Јас 20 години работам како адвокат, јас идам често, нон-стоп сум по тие ходници
Ви тврдам дека 90% од луѓето во судот, судиите, се честни, си ја сакаат својата работа. Но има 10% што нивното неквалитетно работење, врски, можеби корупција, става сомнеш и фрла, значи, како да кажам, дамка врз целото судство. И затоа треба да се изнајдат механизми на кој начин да се исчисти судството од тие што се корумпирани, од тие што трпат политичко или било какво влијание при носењето на одлуките, бидејќи правната држава, значи судството е темел на една демократија. Тоа е темелот. Од таму се градат економскиот систем, политичкиот систем. Ако темелот не е добар, државата ќе биде недобра. Ако нема правна сигурност денеска за компаниите, за граѓаните, кои ќе влезат во судските лавиринти, ако нема известност за странките, тогаш нема доверба во институциите, тоа ја нарушува целокупниот, значи целокупната, да кажеме, перцепција за државата. Мора да се направат реформи, да останат тие што си ја сакаат. Добро, вие велите мора да се направат реформи. Речи си, секоја владина гарнитура најавува сериозни реформи во македонскиот правосуден систем. Кој е рецептот да се реформира македонското судство? Значи да се најдат механизми како ќе се тоа што го кажувам, тоа што не чини, тие 10% ќе излезат на површина. Ветинг е еден од начините. Ако се утврди дека некој обвинител имал плата 1000 евра, има имот 1.000.000 евра, значи треба да се утврди кај му е тој имот. Значи ако се направи таков ветинг, да се провери имотната состојба на сите што се вклучени во судството, точно на површина ќе излезат тие што ја злоупотребувале функцијата во судството, а и тие што си работеле честно. На тој начин ќе може судот, ако се ослободи од таквите кадри, верујте дека радикално ќе се сменат состојбите во судството. Како вие ги доживувате најавите, например, од ВМРО-ДПМНЕ, дека кога ќе дојдеме на власт, сите ќе одговараат за криминал, корупција, за затајување на данок. Од позиција на власт. Дали тука имаме мешање меѓу извршната и судската власт? Имаме мешање од извршната и судската власт сега, каде што ништо да не се процесуира. А немавме мешање во времето на Никола Груевски? Значи сега немаме ниеден high profile случај на корупција од актуелната власт. А медиумите, ако ги отвориме, се преполни со вести за корупција на секој чекор, тендери наместени, плячка невидена во сите институции. Нема нити еден случај што се процесуира. Значи точно дека има судството влијание, но влијание има од извршната власт да не си ја работи веројатно работата во овој момент. Што може ВМРО да направи? Да го ослободи, да ги ослободи органите, само си ја работат работата. Не му треба многу на еден обвинител. Ќе отвори денеска порталите, ќе види 10 случаи, има поле за работа, ќе отвори 10 предмети. Не му треба на еден обвинител, само некој треба да не му се меша да не работи. Треба да го ослободат да си работи како по закон, како што му е предвидено. Се проширува или се надополнува црната листа на State Departmentот со нови звучни имиња. Последните се градоначалникот на Карпаш Стефчо Јакимовски и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Каква порака се испраќа тука до домашните власти? Дека нашето судство е заробено, дека е неефикасно, дека неказнивоста е сериозен проблем? Зошто не се реагирало? Ова малку е пошироко прашање. Не може така лесно да се земе, да се даде одговор на ова прашање, од причина што ОФАК листите во САД се административна постапка. Таму не поминува некоја процедура, контрадикторна постапка, каде што некој предлага докази, па некој ги дава контрадокази. На кој начин? Таму се води постапката административно, некој службеник во рамките на институцијата разгледува некои документи, дава предлог и се носи веројатно одлука. Таа не е контрадикторна постапка. Второ, таа постапка има понизок степен правнен за да може да те стават на листа да осуд. Например, во американскиот систем, во судскиот систем, за некој да биде осуден треба да има beyond reasonable doubt. Тоа значи надвор од разумното сомневање.
Во оваа административна постапка што ја води ОФАК, доволно е да има reasonable cause to believe. Значи, разумно сомневање дека некој нешто сторил. Значи, таа е, да кажеме, понизок степен на убеденост во одговорност на некој лице за да може да се изрече таа санкција. Сега, ако веќе има стратешки договор меѓу Македонија и САД и нормално ние имаме стратешко партнерство со САД, тие индикации треба да се транспортираат тука, но мора да одат во соодветна постапка, за да не се наруши системот, македонскиот систем на правда. Значи, ако ке нас имаме, согласно Уставот, имаме презумпција на невиност, имаме поделба на законодавна, извршна и судска власт, имаме неприкосновеност на слободата, имаме неприкосновеност на правото на собственост. Значи, имаме уставно загарантирани права кои што ги имаат македонските граѓани и кои што мора да се испочитуваат. Доколку има индиции за вмешаност, таква како што донел некој одлука, некој орган во САД, тие докази, тие документи треба да се достават до македонските органи. Си имаме ние органи обвинителство, судство, значи без разлика тие постапуваат не само замислите на партнер како САД, туку тие постапуваат и по допрен глас. Не е тоа, господин Михајловски, не е тоа спорно. Спорно е зошто до сега надлежните институции не реагирале. Па да ги видиме кои се доказите. Значи се стават да ги видиме доказите, ќе се достават до обвинителство, ќе се достават до судските органи и ќе се отворат постапки кај што има основ. Тоа се да кажа, значи во тие дезигнации, значи тоа ставање на тие црни листи, нема контрадикторна постапка. Значи треба да видиме кои се тие докази, на тие луѓе да им се даде право да можат да се бранат, да можат да си ги достават своите аргументи. Треба да видиме кои се и да кога ќе се во една контрадикторна постапка да може да се утврди дали се основано или неосновано. Господин Михајловски, почнавме околу престојните парламентарни избори, вашите видувања околу ВМРО ДПМН. Денеска и завршуваме со прашањето дали ВМРО ДПМН како идна власт, ако победи на изборите, ќе ги спроведе уставните измени и внесување на бугарите во преамбулата? Ова е многу тешко прашање, не од аспект дали ќе се направи промена или не промена. Знаете што е, граѓаните во Македонија изгубија доверба во цела оваа, да кажеме, Европска унија политика која што се 30 години се води во Македонија. Многу пати граѓаните направија отстапки, реформи и се со цел да се отворат преговори со Европската унија. И до сега, помина 30 години, истата мантра, Европска унија, Европска унија, Европска унија, Европска унија, се направија толкави отстапки и се уште ние немаме почеток на преговори за Македонија. Посна ќе почне преговори, што е далеку полош економски и политички систем, Македонија не може да отпочне. Проблемот е што македонски граѓани имаат изгубена доверба. И како европските политичари ќе ја повратат довербата кај македонските граѓани да ги убедат дека ако и оваа отстапка се направи, дека Македонија конечно ќе го почне разговорите, преговорите за Европска унија. Како да ги убедиме граѓаните? Дека ако се промени уставот и дека на тоа ќе биде последниот предуслов за Македонија вистински да го зачекори патот кон Европска унија. Сите сакаме Европска унија, но кога и како? Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата.